Валентин Груевски наред. Почитувана председателка, почитувани колеги, присутни. Јас ќе почнам пластично. Бидејќи пластично ми објаснихте многу проекти и многу работи. Ќе се навратам околу 10 месеци насам, кога имавме расправа за претходниот буџет. На тој буџет се носеше и се разговараше за кредитот кој треба да го земи општина Битола за изградба на инфраструктурата во касарната. Таму на таа седница ми беше кажано дека ние како општина имаме пари, добро е да работиме со кредити. Тоа го кажа Илор Хаджиев, така работа да тој дома во својата куќа. Треба кредит да има пари. Денес од колега Милошевски слушнавме дека кога се нема пари се работи со кредити. Значи, контрадикторност е премногу. Би сакало објаснување околу пластичноста на кредитите, како тие ги гледаат од различен аспект. Нема да навлезам многу во бројките, бидејќи бројките ги кажа моите колеги, се држиме за некои работи, јас ќе потенцирам така малце по-пластични работи посекојдневни. Слушнавме тука фалење на странските инвестиции. Да, ми донесовте. Има странски инвестиции, но дека се толку добри како што кажувате, не верувам. Тие се последниот спас за граѓаните на градот Битола. Ако беа толку добри и ако верувавте, вашите деца ќе работеа таму. Немаше да работат во училишта и државна администрација. Несигурноста од тие проекти кои ги донесовте, сами ја потврдувате со невработувањето на вашите фамилиарни членови. Буџетот на општина Битола за многу брзо време предвидувам дека ќе биде ист со напримерната фирма Стентон Радба, така да таа фирма е ваша и преку неја цел буџет си го терате во разноразни проекти. Премногу е симптоматично што сите капитални проекти во градот ги изработува таа фирма. Таа фирма ја штитите толку многу, видовме и претходните пати, видовме за каменоломо, видовме за паркинго и упорно ја штитите, и сакам да ви кажам, упорно ја штитите, не дека таа не треба да ги добива тендерите. Таа нека ги добива, но нека се придржува на правилата и прописите. Ја штитите за незаконското и нерегуларното работење. И таа фирма едно 30% или 40% од буџетот на општина Битола го зема на своја сметка, а гарантирам дека ќе премени до 100%. Имавме една анализа, таа фирма колку зема од буџетот на општина Новаци. Од €1.000.000 буџет, таа фирма добива 800.000 евра тендер. Тоа е 70 до 80% од буџетот на една друга соседна општина. Одредени проекти, значи сите ќе ви кажате тука капитални инвестиции, проекти и ред така натаму, ќе ви кажам дека таа фирма ги располага. Паркингот, каменоломот, градбите, асфалтирањето, градењето на мостовите, сега наредно и полигонот ќе ми го дадете на таа фирма сигурно, да не го забораваме тоа. Чувањето на полигонот 4 години, не градење на истиот, следува таа фирма да го земи, нема кој друг, бидејќи најмот на таа може да инвестира. Бевме сведоци на негирање на едно време предходно, пред да дојдете вие на власт, како било се скршено, како било се напуштено, како било се руинирано, немало вработувања. Вие имате право да го црните тоа време, а ние немаме право да разговараме и да ги изложуваме фактите на вашето владење. Не знам со каков образ Хаджиев разговара за тоа време, кога тие на крајот на тоа владење на општина Битола излева најќа од општината. 300.000 германски марки им се слева во фамилијата. На штета на јавното комунално предпријатие Комуналец. Единствено тука што видов од сите излагања негови е дека го совладил албанскиот јазик, научил 3-4 збора, добро спинува, се бори за пратеничко место, Чукербер, двајца во парламент, не знам дали е законски. Ајде, не да бајде лично. Значи,
Моја лична констатација е пари нема во буџетот. Баланс, ребаланс, од баланс ништо нема. Парите се потрошија, пари нема. Приказната почнува да заврши. Јажето е толку многу стегнато, што не само ние како опозиција, први го осеќаме почнавте и вие, и од тука доаѓа страва и бранењето на погрешните проекти. Но граѓаните на градот Битола тоа го осетија, значи вашето владење го осетија цели 11 години и ќе си го дадат гласот на наредните избори така како што треба. Значи, се кажа проектите, јас велам нема проекти, има само ветувања, бидејќи Битола нема ништо, нема стадион, нема басен, нема многу работи. Битола има само проекти во кои се вмешани големи лични бизнес интереси на моќници од КПМН. Но најтрагичното, тоа не е трагично толку, колку што ќе дојде следното, ако вие победите на наредните избори, ќе нема луѓе. Значи, тоа е приоритетот и граѓаните така размислуваат. Значи, инвестицијата во здравството беше спомената повеќе пати, сакам да кажам околу тој дел, да има инвестиции во здравството, но не на... Значи, во здравството, што се разбирам јас, во еден дел од здравство, најдобро е да се превенира, отколку да се интервенира. Значи, цел свет, цела Европа, да се интервенира во превенција, да не дојде до здравство. Кај нас во Битола е дојде нож нагоска во здравството, што и да сакат и да леќат, мораше да се купат тие апарати, за да се скратат маќите на луѓето. И самите сте виновни со минувањето на вашите моќници на проект на нивните проекти, за нивен бизнес интерес, што здравството работи со полна паре. Значи, имам и некои работи кои сакам да ги кажам директно за оваа расправа. Значи, одделението за проектирање беше спомнато. Многу интересно што сега е брзо формирано со таа намена да ги изработува проектите. Дека тоа е изманипулирано, се гледа и давањето на проектите и парите од приватна фирма, кои се земени за Нижополе, од ИПАР фондовите и за Дихово, се дадат на приватна фирма, наместо да ги проектира тоа одделение. Ставката за улично осветлување, неколку таксативни работи ќе набрам, се зголемува за 7 милиони денари. Тоа е премногу симптоматично и други ставки се зголемуваат за еден поголем дел. Тоа таксативно кажува дека се спремате за избори и тие ви се утени ставки каде ще ги криете парите за претрудувате, за подоцна да можете да ги влечете од вашите близки фирми. Фекторизмот, значи, кој е вашето лицемерие? Значи, лицемерието е фекторизмот. Во вашата програма има премногу проекти наведени за туризмот, а во туризмот давате само 1 милион дена, тоа се 15.000 евра, со кои треба Битола како туристички град да се развива и да носи туристи да работи во туризмот. Не треба многу проекти и не треба влезот во националниот парк, луѓето сами си прават туризам, тоа ќе ви е попаметно, отколку да давате смешни суми во туризмот. Сакам, значи, од обилената ставка на градоначалникот, како предлагач на буџетот и овој ребаланс, сакам да и претходниот пат го кажав истиот амандман, значи барам 270.000 евра пренамена на таа ставка од културата за изработка на доработка или обоземување на улицата индустријска, која е реална индустријска улица на градот Битола. И не се многу пари, значи пресметка е направена околу 270.000 евра ќе бидат потребни за нејзино комплетно реновирање, значи да се промени таа канализација, да се постави асфалт и личњаци и да се постават сијалици да светат таму, бидејќи таму е нашата истинска индустрија. Барам и ваша поддршка за уште еден проект, а можете и вашиот биленик да го побарате во инвестициите, да даде некој динар. Барам пренамена на 100.000 евра
заместење на два најсовремени мерачи на заградувањето, кој едно ќе биде поставен под каменолома, едно ќе биде поставен пред рек и дисплејот ќе ги покажува тие параметри да биде поставен на площадот. Многу ми е жал што во декември ми прифативте еден амандман, каде што требаше, значи, и ми напоменавте, еве добар тие и ефтине, ќе го прифатиме, каде што требаше како власт да реконструирате 5 детски паркови. До ден денес... Без дете се направи. Мола? Без дете направи. Значи, може и 200 да се измакевани на направање, не знам како ги гледате. Значи, ние тука ми ги побаравте и локациите, да ги посочам кај треба да се обноват тие детски паркови. По 7.000 евро одобривте од место. Сумата ја договоривме, ми ги прифативте и гласавте. Има стенограми, има записници. На ниједна локација каде што се договоривме да се направат тие детски паркови, седум не е ништо направено. А вие може да сте направили, ако ги рачунате тие во Горимечка, во Горно Оризари, има, да. Значи, старите ги преместувате негде, преместувате нови, старите се носат во некои рурални средини и не знам како. Значи, јас ги кажах и локациите, кај што имало некогаш, а моментално нема ништо, да се уредат и да се направат со по 7.000 евро од локација. Благодарам. Благодарам, господин.